Добра вечер, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Отворено со градоначалникот на програмата на ТВ канал 2, која што се емитува вообичаено секој последен четврток од месецот, но од оправдани причини поради отсуството на господинот Заев од нашата земја, овој пат првиот четврток од месец март. Господине Заев, добра вечер. Добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер, поздрав до вас, до вашите гледачи, до сите што ќе следат оваа емисија. Така, позади нас имаме еден карневалски бурен викенд. Кои се вашите импресии од карневалот, еве најсвежата тема која што ја имаме позади нас? Значи не само што сум задоволен, сум горд што сум градоначалник на Струмица, кој што Струмица и струмичани ја имаат изградена оваа вековна традиција, огромна културна манифестација со која што се гордеат сите струмичани, а јас сум градоначалник на истата таа Струмица. Значи навистина сите сегменти и составни делови на карневалот беа прекрасни, почнувајќи од изложбите на слики по карневал, од минатогодишниот карневал, концертот под маски што го направија музичкото училиште Боро Џони, маскен балот, главната карневалска вечер, Астер, односно фестивалот за афоризми и карикатура, и на крајот се разбира дефилето кое што се прави со сите традиции за чист понеделник. Сите составни делови кои што го сочинуваат карневалот беа на едно одлично ниво, би рекол, секако со одредени своји пропусти, но впечатокот е навистина прекрасен. Коментарите кои што стигаат од сите страни се одлични, а гледам и критиките по локалните, националните медиуми, електронски и пишани, насекаде се. Господине Заев, медиумите, ви сте дека беа наклонети, бележат раст на карневалот, дека Струмица го има еден од најуспешните организирани карневали, но учесниците на карневалот останаа незадоволни. Голем дел од нив реагираа на начинот на делење на наградите. Запознаени сте со критиките кои што се упатени до карневалскиот одбор и дали во иднина може да се направи некој нов концепт на делење на награди? Секако, значи, прво самите критики кои што дојдоа, посебно од една од голема група која што секоја година е силен учесник и важен учесник на Струмичкиот карневал, тоа е Звезден град. Така. И нивната реакција по повод добивањето втора награда, наместо прва како што очекувале, вреди за размислување и знам дека Карневалскиот одбор и Комисијата за награди ќе разгледа целата оваа работа. Јас сум информиран и исто како и нив побарав да го видам поединечното бодирање. Имав објаснение во еден сегмент како се бодираат самите награди. Значи, комисијата дава, 5-члена комисија дава од 1 до 10 поени. За да добиете прва награда мора да имате преку 45 поени. Значи, може да се случи, а има вакви случаеви, например има трета само награда, нема прва и втора. При самото бодирање, секој од учесниците дава 10-ка, 8-ца, 9-ка, за секој од групите кој што ги гледа, за некој не дава воопшто оценка. Од сите, как собрани сите бодови, го дават прво наградениот, второ наградениот, трето наградениот во тој дел. И апсолутно, овде никој пат не може да бидете на чисто заради тоа што тоа се исто луѓе, кои што имаат своји вкусови, 5 луѓе, како и да ги сочинувате. Значи, еве, сме размислувале да ги ставиме представници на карневалските маски. Прво, многу нормално ќе тежнеат на својата маска. Кој стручњак да го викнеме? Во светот е субјект, посебна личност која што има своји вкусови. Но дефинитивно критиките се секако аларм, по кој што мора да се водиме и да видиме дали има пропусти или не. Официјалните незадоволства стигна од Звезден град, но по социјалните мрежи големо незадоволство имаше и од учесниците од средните училишта, односно од Димитар Влахов и од основното училиште Гоце Делчев од Василево, кои што исто така се најдоа погодени од наградите. Може ли да се разликува за концепт на друг принцип на наградување? Ете да кажеме да се изземе тој, да се дават неколку, не знам, посебни награди, при награди, во однос на тоа како учесниците го доживуваат карневалот, да не дојде како едни да се помалку мотивирани или правилно да не е награден труд. Она што најмногу го сакаме, да бидат доволно мотивирани граѓаните кои што ги прават маските. И тука е најболното прашање кога допира до нас критиката, значи токму од нив. Тие не ги прават маските заради парична награда или за некоја финансиска надокнада, тоа го прават од љубов и трошат огромни средства за своите маски. И гледано тој аспект на вистина боли реакцијата од секоја група, од каде и да стигне. Но само ќе кажем едно. Значи, еве, минатата година и Звезден град и другата маска добија двете први награди, беа во различни групи. И беше мирно.
например, од овие две групи, Мулен Руш и Звезден град. Сега се паднаат да имат исти бројни учесници. Едната мораше да биде прва, другата втора награда. И по бодирањето, значи можело, теоретски постои можност и двете да добијат први награди, тогаш нема втора награда. Но по бодирањето е тоа. Воопшто не е важно дали карневалскиот одбор, впрочем општината кој што ги дава парите, ќе чини некои 15-30 илјади денари повеќе. Воопшто не е важно. Но на крајот ги гледате бодовите кои што се дадени во тој дел. Во последните неколку години воведовме плюс многу награди, поделивме на повеќе групи. Се со крајна цел, обезбедивме поголем буџет за наградите, со крајна цел да имаме каква таква сатисфакција кај луѓето. Значи, тие ниво најмала рака со парите кои што ги добиваат од наградата не ја покрива, него покрива трошокот на маските. И сега јас претпоставам истите групи кои што реагирале, ако биле соодветно наградени, ќе имало реакција од другите групи. И таа нема крај. Јас знам и почитувам дека имат секако право. Значи, знам како се прават маските, колку љубов се вложува во нив во целото ова време. Знам децичка кој што има разочарен. Оти не се наградени или било 10.000 денари само символична наградата или слично. Но конечна цел ќе потсетам не е наградата на Струмичкиот карневал. На крајот, не знам, би требало да биде впечатокот на граѓаните, на публиката, на сите. Дали нивната маска најмногу им се допаднала. Оти тука е 5 луѓе се комисијата. 5 луѓе од сите 30.000 присутни луѓе, кои што имаат своји вкусови, кои што се субјекти, личности како сите нас. И тоа го оценуваат по критериум, не знам, соодветна музика, соодветно играње, изгледот има овде влијание, одредени квалитативи во самата маска, финеси, имаме дел на традиционални мотиви, дел име на современи мотиви. Значи, водат грижа за сите аспекти, давајќи оценката. И не сакам да бидам во одбрана на критичарите, ниту пак на оние кои што добиле награда. Значи, тоа е многу тешко да се коментира, ниту пак да се зазема страна. Навистина тешко, но еве, и почитувам секоја реакција. И тоа е силен аларм да се погледне уште еднаш. И поединечното бодирање, да се разговара. Јас веќе идната недела закажав карневалски одбор, со моје присуство во карневалскиот одбор. Сакам да ги знам изворно информациите, не само заради ова работа, туку додека се пресни работите да ги согледаме одредени пропусти, за да не се повтараат идната година. Записнички да ги констатираме идната година да бидат отклонети. Имате ли идеи како да расте Струмичкиот карневал? Зборувам на интензитет во однос не само на квалитетни маски, туку и поголем број гости од страна. Што ќе им понудиме ние повеќе на гостите за да не посетуваат за време на карневалот? Апсолутно знам дека сите го споделуваат чувството. Изборот за време на викенд оправда оваа година. И времето топло ни се падна и навистина оправда. Имавме многу поголема посетеност за разлика од лани. Лани беше студови и огромни. Значи, посетеноста е огромна. Ако кажеме, ајде да учествуват повеќе маски во надпреварувачка конкуренција. Досега сите оние што продефилираа трае 4 сата. Значи, колку да трае? 8 часа карневалот. На моментот се појавува веднаш дали нема да продуцираме, се повлече публиката. 8 часа да стои, да гледа, навистина е премногу. Ке бараат други начини. Соодветна е бројката на временскиот тајминг кој што трае. Карневалот мора да има по методологија презентација од 3 минутна, кој што обично трае и по 5 минути, например. Во целиот овој сегмент имаме идеи и ќе ги вградиме. Но што се идеите? Правење на пораскошен амбиент. Ова година беше многу пораскошен од претходните години. Можеби плоштадот одигра улога, широкиот простор, ова изгледаше прекрасно гледано на камерите и на лице место. Значи изгледаше елегантно, широко, убаво. Имав прилика да дзирнам према булеварите, таа колона од маски. Од сите страни полно народ. Од сите страни на булеварите полно народ и на Ленинова и на Маршал Тито. Навистина изгледаше импозантно целата ова работа. Посетија многу луѓе. Значи, кога со некои од луѓето кои што беа гости на излегување од Струмица, колона. Целосно колона, после завршувањето на карневалот, тешко е да се напушти Струмица поради многу посетеност, а вика истовремено од Штип идат еден куп млади заради забавата ноќна, кое што се случува. И исто така колона од другата страна. Јас мислам дека стигнавме едно одлично ниво. И секогаш велам, никој пат не е доволно. Рете карневалот секоја година да прави чекор повеќе. Ако не ги отстраниме слабостите, ако не надоградиме плюс позитивни амбиенти, тоа нема да има
на крајот очекување на луѓето да бидат исполнети и треба да бидат очекувањата секој пат поголеми, поголеми и поголеми. Така, Во тој сегмент да. ќе го збогатуваме секој пат карневалот. Но сакам да знаете дека општината троши 2 милиона денари на карневалот. Генералните спонзори кои што ги дават например, мислам дека се 7 по 3000 евра, 21.000 евра, тоа се 1 милион и 200.000 денари, 3 милиона и 200.000 денари. Фирмите сите заедно собират некои 5.000 евра, што пуштат по 1000 денари, по 2000, по 3000 и не верувам дека има 300.000 денари, помалку се сите пари. И сме останати сами. Значи Министерство за култура и лани објави дека ќе не подржи, не даде пари, сега има пак објава дека ќе не подржи. Ние укажуваме како покровител на карневалот, не знаеме дали ќе дадат пари. Целата ова работа треба да ја организирате со сите овие средства кои што ги имате. И самите спомнувате дека угостителските објекти се едни од најголемите, од оние компании кои што најмногу бенефитираат од карневалот, Так. но секогаш дават многу малку за карневалот. Така. Многу малку враќаат. Има ли стратегија како да се мотивираат, како да се натераат да го поддржат карневалот кој што е за нив добра екзистенција во овој период? Тоа доаѓа на добра желба. Значи, знаете како општината, справејќи ги овие културни манифестации или било каков вид на организација, е должна на еден начин да му помага. Морално е должна на стопанството. На тој дел, еве од угостителството помагаме со разни културни манифестации кои што се прават во Струмица и во иднина што ќе се прават. И сега е возвратното чувство дали газдата на објектот чувствува дека треба да возврати нешто према карневалскиот одбор и буџетот за организација на самиот карневал, и тоа е навистина символично. Јас не сакам да ги спомнувам имињата, но оние гостителски објекти кои што работат цели денови, цели ноки, апсолутно наплаќаат влезници и ќе видите 3000 денари спонзорство на карневалот. И тоа останува на нивна чест Так, и морал кој што го има. Останува на свеста. Продуцираме и еве сега да пак апелирам. Редно е тие да го помагаат карневалот. Малку посилно од она што досега го прават. Значи не знам зошто една стопанска комерцијална банка, еден графосервис, кој што немат директни профити од таа работа, го помагаат со по 3000 евра карневалот. Што има тие причина плюс. Некој прави на ден 3000 евра или на ног повеќе од 3000 евра само промет, некои прават и заработка од 3000 евра, а не сакаат да помогнат ништо повеќе од 3000 денари. Апелирам навистина да се вклучат за да бидат составен дел од ова. Спомнавте сега дека сте горд струмичанец и горд градоначалник на овој град, меѓутоа пред неколку дена имавте интервју во кој што најавувате можно повлекување од политиката. Ве разочара ли политиката? Не, Ве разочара ли градоначалничката фотелија, па имавте вакви изјави? Воопшто не се работи за разочараност, значи се работи за нормални човечки чувства. Јас сум 7 години градоначалник. Она што треба да го довршам оваа година, сум сигурен дека после мене ни СДСМ ни ВМРО немат нешто крупно што да ветат. Струмица има дела и тие дела остануваат за времето на мојот мандат. Општината, граѓаните ги правиле, но додека јас ја водев Струмица. И јас сум човек со крв и месо и размислувам секој пат како човек. Знаете, јас сонувам да се вратам таму од каде што дојдов. Комерцијалниот сектор во фирмите во кои што работев се она за кое што учев, школа, факултет завршив, но едно знам, не оставам било кому Струмица. И го спомнавте и тоа во интервју. Што мислите со тоа? Да се повлечете од политиката, а да не ја дадете на ВМРО да помане, ете, така значи, јас уште еднаш ќе повторам. Одлуката не е донесена, само секојдневно со било кој медиум, разговараме како со вас сега, разговарам за она што го носам во мојата душа, како размислувам, така секогаш и разговарам и мислам дека една од моите препознатливости е секој пат искрениот одговор. Каков и да е, лош, добар по мене е искрен одговор, е вистински одговор. Значи немам донесена одлука дали ќе се кандидирам или не. И тоа е многу рано. Јас имам година и месец дена или еве една година цела уште од мандатот. Тоа е една четвртина од мојот втор мандат. И навистина одлуката треба да се носи кога ќе наближи времето за оваа работа. И таа е проверлива работа. На крајот гледате, ако не стоите добро, нема што да барате. Ако стоите добро, тогаш носите одлука сепак се кандидирате или сепак не се кандидирате. И навистина е многу рано. Струмица е прекрасно некој да ја води. Струмица не е било која општина. Значи не е било која општина. Струмица е посебна од многу аспекти.
од многу аспекти. И заради географската позиција, и заради земјоделието и доприносот што го прави во развојот на Струмица, и заради стопанството какво што ние. И тоа што го имаме во нашиот бизнис сектор храброст. Но многу повеќе од многу други краеви. И граѓаните генерално. Многу често велам чест да се биде градоначелник не на било која општина, туку баш на Струмица. И апсолутно разочараност овде нема. Јас сум единствено, секој пат зборувам, разочаран од сиромаштијата која што ни владае во државата. Надвисната е од сите аспекти. Државата ни е задолжена, бизнисот и стопанството е даун, целосно парите ги снема. Семејствата се на патос доле, на подот. Сите, значи нема сиромашните веќе се гледат. Не, и средниот слој и богатиот слој се доле. Ги губат своите надежи и перспективи. Но луѓето почнуваат да им ги зимат станови, куки, коли. Сум разочаран од тоа, јас го трошам најголем дел од времето во тоа. Тоа не е работата на градоначалникот. Ние немаме социјална димензија. Ние немаме делот на тенденција за развој на економијата. Тоа е државата создава услови. Иако општина Струмица на цела влада држи лекции веќе неколку години.